na god se delče pitulguri, dame kruje sandanski, na god se delče pitulguri, dame kruje sandanski. Со свечена Светосавска академија во Македонскиот народен театар во Скопје се одбележа националниот празник на србите во земјава, денот на српскиот просветител Свети Сава. Пред присутните се обратија високи официјални представници од државата, како и од Србија и од Република Српска. Академијата ја отвори председателот на организацијскиот одбор на Светосавската академија Иван Стоилковиќ, кој истакна дека му е чест што по 16-ти пат се одржува манифестацијата посветена на големиот просветител. Тој се надева дека ќе се подобрува положбата на србите во Македонија. Се надевам дека предизвиците кои се поставуваат пред македонската влада, согласно на предизвиците со кои се соочува, нема да се одразат на припадниците на српската заедница и дека македонската влада ќе продолжи да ги зголемува своите напори кога станува збор за грижата кон српската заедница во Македонија. Пред присутните се обрати и премиерот Ковачевски, кој упати пораки да се гради пријателство и мир. Подсети дека Република Србија и помогна на државата за време на корона кризата, кога достави првични количини на вакцини. Сега сме соочени со поинакви предизвици, кои се надевам заеднички ќе ги надминеме преку заеднички иницијативи кои ќе ни отворат нови видици на патот кон Европската Унија. Такви видици сега се отвораат преку нашата заедничка иницијатива Отворен Балкан, која е политика на отворени врати. Нашите врати, вратите на Република Северна Македонија, секогаш ќе бидат отворени за сите народи кои се пријателски, а еден од тие народи е и нашиот братски српски народ. Нашата заедничка иднина зависи од сите нас. Без разлика колку и да сме различни, сепак имаме една цел кон која сите стремиме: просперитетен, отворен и современ Балкан, ослободен од предрасуди, омраза и непријателства. Пред присутните во МНТ се обратија и Радован Ковачевиќ, советник на председателот на Република Српска, како и заменик председателот на владата на Србија и министер за одбрана на Србија Милош Вучевиќ. Srbi u Sjevernoj Makedoniji su se izborili da današnji dan bude nacionalni praznik našeg naroda u ovoj državi. Za naš narod ovdje je danas neradni dan, praznik, a mi svoje praznike obilježavamo tako što se okupimo u našim porodicama, sa našim prijateljima i komšijama, pomolimo u našoj crkvi za dobro svih. Srbi u Sjevernoj Makedoniji danas nisu išli na posao, već su radili nešto mnogo važnije. Naš narod u Sjevernoj Makedoniji se prisjećao svega onoga što je bio Sveti Sava. Naši ljudi su danas svojoj djeci govorili o čovjeku koji nije želio da bude vladar narodu, već je odabrao da bude sluga naroda, da svoj život posveti narodu. Znajte da ste vi ovdje obilježavanjem Svetog Save kao nacionalnog praznika svim Srbima u svijetu, a posebno srpskim državama, Republici Srpskoj i Republici Srbiji, danas, ali i svaki put do sada, dali primjer kako se treba obilježavati ovaj praznik. Cilj nam je da Svetosavlje, kao ideja prosvećenosti, sloge i bratoljublja, ostane duboko utkana u naše nacionalno biće, da generacije koje dolaze naučimo kako da žive život dostojan ideala koji nas je kroz vekove održao i sabirao. Sveti Sava ne pripada samo Srbima, on pripada svim ljudima dobre volje. Sveti Sava pripada svim hrišćanima. Njegovo delo je nadvremensko, ono nas i danas inspiriše. Ono je tačka oslonca, Svetosavlje je tačka oslonca za ceo srpski narod, jer nam je pokazao put vere i dobra, na čemu treba da učimo, kakvi treba da budemo i kuda treba da idemo. Srbija se te 1219. godine uzdigla i uspravila
i rekla da će sama odlučivati o sebi. I kada se Sveti Sava izborio za autokefalnost Srpske pravoslavne crkve, on se izborio i za slobodu našeg naroda, naše države, za naše pravo da govorimo svojim jezikom, da sami odlučujemo i biramo svoj put. I 804 godine posle, dok se svet nezaustavljivo menja i dok se igraju opasne geopolitičke igre, Srbija ostaje nezavisna i svoja, i zavisna isključivo i samo od interesa svoga naroda. Српската заедница во Македонија на председателот на Србија Александар Вучиќ му додели Светосавска повелба. Највисокото признание е благодарност што во тешките моменти на братскиот македонскиот народ му ја дава потребната помош, но и за заслугите за сесрпското единство, несогласување со губењето на слободата и честниот углед на србите во регионот и светот. Присутните имаа можност да проследат богата културно-уметничка програма која ја представува културата, духовноста и традицијата на српскиот народ. Генерален покровител на манифестацијата е председателот Александар Вучиќ заедно со владата на Македонија.